Ајде сега да се продолжиме со следните наши содржини и ќе му кажам добро утро за нашиот прв гостин, а тоа е доктор Филип Венинов, специјалист по анестезиологија со интензивно лекување во Аџибадем Систина. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро, благодарам за поканата. Секако, Искра, добро утро. Ви благодарам и мене што ме поканивте. Да, многу ми е драго што се гледаме и многу благодарам што ја прифати поканата. Морам. Нели? Ке зборуваме за анестезија при породување. Да. Ајде Докторот ќе зборува, јас само ќе потпрашувам. Така, повелете да ви благодарам, Совданка. Доктори, добро утро. Добро утро. Добро ни дојдовте. Благодарам. Анестезија при породување, тоа ни е темата, па ќе започнам сосема логично со прашањето која е улогата на еден анестезиолог при породувањето. Така. Анестезиологот има клучна улога во породувањето, бидејќи тоа е тој што е обезболува трудницата за време на породувањето, независно дали тоа е спонтано породување или породување кое што треба да биде изведено оперативно, односно со царски рез. Типовите на анестезија, кои што може анестезиологот да ги користи за да го направи тоа, се генерално регионалните анестезии, односно епидуралната и спиналната анестезија, потоа може да се користат одредени типови за анестезија за обезболување како што е пациент контролираната аналгезија со употреба на лекови кои што имаат ултракратко дејство, потоа може инхалаторни анестетици да бидат користени за обезболување за безболно породување и во одредени случаеви кога има потреба од итен царски рез или пациентката не може да прими регионална анестезија, може да користиме и целосна анестезија, односно општа анестезија. Ајде малку поединечно за спецификите на сите овие анестезии. Овие најчесто за кои што слушаме, нели, се епидуралната и спиналната. Значи, златен стандард во акушерската анестезија е епидуралната анестезија. Тоа е регионален тип на анестезија, каде што пациентките добиваат така наречен епидурален катетер, им се поставува односно во долниот дел од грбот и тој епидурален катетер можеме да го користиме за дозирање на лекови во текот на целиот нивен родилен процес. Односно, ако родилниот процес трае 1 час, можеме да го користиме 1 час, но ако трае 10 часа, можеме да го користиме и 10 часа. Дури ако има потреба заради одредена акушерска индикација да направиме царски рез, самиот епидурален катетер можеме да го дозираме на начин за да имаме хируршка анестезија. Заради тоа и се има поставено како златен стандард во акушерската, да, златен стандард, додека спиналната анестезија исто така регионална техника која што е многу често користена. Тој тип на анестезија е исто така анестезија која што се дава во долниот дел од грбот, со тоа што со таа спинална игла имаме само можност еднаш да аплицираме локален анестетик и имаме анестезија или аналгезија која што трае ограничен временски период, најчесто околу 2 часа. Сега, како се одлучува? Предпоставам дека не е на желба на пациентката, така? Значи, секој анестетички план е индивидуално направен според потребите и состојбата здравствена на пациентите кои што ги имаме пред нас, односно во овој случај на трудниците. Значи, се зема секогаш анамнеза која што ни дава увид да имаме во здравствената состојба на пациентките и одредени состојби, односно болести кои што може да ги носи пациентката, дали тоа се кардиоваскуларни заболувања, дали тоа се пулмолошки заболувања, невролошки заболувања, заболувања на крвта или па употреба на одредени лекарства, може да направат одреден тип на анестезија да не е пожелен и да треба да се користи некоја алтернатива. Да, значи од тој аспект така ги концепираме анестетичките планови, а од друга страна и самата интервенција, како што кажав, нели, таа верситилност која што има епидуралниот катетер,
секогаш не е добре дојдена и затоа често го користиме, но одредени пациентки кога ќе дојдат во родилен бокс, очекуваме за брзо, ако очекуваме за брзо да се породат, можеме да користиме спинална анестезија. И у суштина повеќе фактори влијаат за изборот на анестезија кој што може да. А во кој случај, мислам дека не ретко, ги комбинирате двете? Да. Комбинирана еписпинална анестезија е една техника која што е исклучително добра во акушерската анестезија, бидејќи вообичаено трудниците кога ќе дојдат во родилните боксови имаат многу јаки болки. И кога поставуваме еписпинална анестезија, со самото тоа што даваме и локален анестетик, односно го анестезираме спиналниот простор директно, добиваме аналгезија, односно обезболување, кое што е инстантно. А потоа епидуралниот катетер се поставува за да може тоа обезболување да продолжи колку и да треба сати понатака. Значи, моментот на обезболување кое што настанува во истиот момент по аплицирање на анестетикот можеме да го имаме само кога аплицираме спинална анестезија. Кога даваме анестетици преку епидуралниот катетер во епидуралниот простор, аналгезијата почнува малце поодложено, значи по 15 минути, дури може и до 30 минути, и заради тој комодитет кој што сакаме да го постигнеме кај пациентките, знаеме да искористиме и така наречена комбинирана еписпинална анестезија. Како и да е, и двете се користат при природно породување, така? Да. Или може и за... Може, значи да бидат искористени... Да, А општата важи само за царски рез, така? Да. Значи, регионалните техники, дали е самостална епидурална или самостална спинална, или како што кажавме, комбинирана еписпинална анестезија, може да се користи и за спонтано породување, но може да се користи и за хирушко породување, односно породување со царски рез. Општата анестезија вообичаено е резервирана за пациентки кои што имаат потреба од итен царски рез или имаат одредена состојба која што не ни дозволува за да можеме да искористиме некои од регионалните техники. Овие анестезии за кои што зборуваме се всушност современи, така? Да. Колку што знам, 100 години отприлика да се користат. Да. Што правеле жените предходно? Каков е историјатот? Што се користило пред да се измислат овие анестезии? Значи, третманот на болка можеме да го следиме назад до античко време. Тогаш се користеле различни хербални лекови. Тоа било општо за болка, но и трудниците знаеле да ги користат тие хербални лекови, како што е, например, опиумот. Тогаш бил многу актуелен за користење. А зората на акушерската анестезија и дестигматизацијата на тоа дека болката не е одвојлив дел од родилниот процес... Дека мора да се трпи? Да, дека у суштина не мора да се трпи, настанува во 19 век, кога у суштина кралицата Викторија го породила принцот Леополд и за време на нејзиниот родилен процес бил користен етер за да се обезболи. Да, за да се обезболи и да биде тоа многу поприфатливо. Модерната акушерска анестезија, односно почетоците на регионалната анестезија, новој златен стандард што го споменуваме, епидурална анестезија, па и спиналната, е од почетокот на 20 век. Значи, тогаш доктор Агустин Биер почнал да истражува околу можноста за аплицирање на лекови во епидуралниот и во спиналниот простор и со тек на поминување на годините се софистицирале, значи, техниките кои што се користеле, се софистицирале исто така и лековите за до крај на 20 век да дојде до она сега што го имаме како златен стандард и како безбедна анестезија за трудниците. Инаку на почетокот кога почнале тие техники не биле воопшто прифатени и и всушност нивната широка примена почнува околу 1970 година, кога и за хирургија општа се користело, но секако и за акушерија.
За разлика од почетокот, денес како се прифатени? Да речеме првенствено од страна на гинеколозите, како се прифатени овие анестезии? Па да, Дали дефинитивно. топло им ги препорачуваат? Да. Значи, комодитетот на пациентката дефинитивно има позитивна улога во самото раѓање. Полесно е на целиот тим, предпоставувам. Полесно е на сите, значи, првенствено на пациентката. Самите пациентки се многу посоработливи кога не чувствуваат толку интензивна болка. И заради тоа дефинитивно гинеколозите и анестезиолозите имаат прифатено таа анестезија и топло ја препорачуваат, се разбира, во ситуации каде што треба. А каква е улогата и колкава на анестезиологот при тие подготовки, вербални, психолошки, дилеми, трилеми, дали да се примени некоја анестезија? Значи, улогата на анестезиологот, да кажам, значајна. Иницијалниот контакт ние со пациентките вообичаено го имаме во анестезиолошките амбуланти, каде што се запознаваме со нивната медицинска историја, со сите релевантни лабораториски претраги кои што ги имаме. Многу пред да дојде денот, така? Да, тоа се прави извесен период пред да дојде денот за породување. И со самото запознавање на историјатот медицински на пациентката, ние правиме и концепт за анестетички план. Тоа го разговараме секогаш со сите пациентки кои што ќе ни дојдат во анестезиолошките амбуланти и им го објаснуваме процесот и самата анестезија. Секако, ако имаат одредени прашања околу све тоа, им се одговараат тие прашања. Кои се најчестите прашања? НПП, најчесто поставуваните прашања? Па можам да издвојам дека најчесто поставувано прашање кое што го имаме во анестезиолошките амбуланти е дали анестезијата е безбедна. Добро, тоа и јас би ве прашала секако. Да. И што им одговарате? Па модерните анестезиолошки техники, односно епидуралната и спиналната анестезија, кои што се далеку најкористени во акушерската анестезија, независно дали за спонтано породување или породување со царски рез, се исклучително безбедни. Секако може да има минорни транзиторни моменти кои што се случуваат по аплицирање на анестезијата, но тие, како што кажав, се минорни и се очекувани и лесно може да се третираат. Такви случувања се, например, може да се појави лесна треска, лесно чешање, мал пат на крвен притисок, но со соодветен третман тоа брзо поминува и дефинитивно комодитетот вообичаено не е нарушен кај пациентките, а и здравието се разбира. Големи компликации, сериозни компликации се исклучително ретки, бидејќи овие техники се секогаш аплицирани од професионалци кои што поминале одреден тренинг, одредена специализација каде што се тренираат за да можат да ги направат овие техники на безбеден начин и заради тоа тие големи компликации се сведени на минимум. Предпоставам дека тука работи тој стравот од иглата во грбот што се става, дали тоа е едно од често поставуваните прашања? Дали ќе ме боли кога ќе ми ја поставите анестезијата, односно епидуралниот катетер. Да, има страв, но на пациентките кога ќе им се објасни дека за спиналната анестезија дека иглата е исклучително тенка и дека болката која што евентуално би ја почувствувале болка помала од венепункција, односно од поставување на интравенска канила, они мислам дека тоа лесно го прифаќаат после и баш се изненадени откако ќе ги боцнеме, ќе кажат дури не ни осетивме нешто. Додека при поставување на епидурален катетер секогаш се става иницијално локална анестезија, за да не се чувствува никаква нелагодност при поставување на катетерот. Кои им се најчестите заблуди поврзани со анестезијата? Постојат ли такви некои митови заблуди кои што немаат врска со реалноста? Па кај одредени трудници кои што веќе се породиле, знае да се појави одреден тип на долногрбна болка. Значи, таа долногрбна болка самостално пациентките знаат да врзат со тоа дека имале одреден тип на анестезија дадено.
И всушност студиите покажале дека таа долногрбна болка не е поврзана со анестезијата, туку е поврзана со промените кои што настанале во 9 месеци кога биле бремени. Значи, постуралните промени, промените на рветот и на крлицата, промените на мускулите во крличното дно, во долниот дел од грбот и во стомакот, откако ќе се породат, тие настапуваат на сцена и у суштина пациентките во тој момент може да почувствуваат некоја нелагодност која што е транзиторна и не е поврзана со анестезијата. Дури тие студии покажуваат дека кај пациентки кои што не била користена никаква анестезија, инциденцата на појава на долногрбна болка е и поголема него кај пациентките кои што била користена анестезија. Така да, тоа е една заблуда која што, мислам дека ја разјасни. Ајде, ако може, ако се надам дека ќе имаме доволно време, накос овака технички да не прошетате низ целиот процес. Кога сме повикани за да аплицираме анестезија, независно дали тоа е во оперативниот блок или во родилната сала, значи пациентките се поставуваат во седечка положба со релаксирани рамења и со глава свиткана кон гради. Се дезинфицира долниот дел од грбот, се одбележува местото каде што би ја аплицирале анестезијата и се во секој случај, независно дали епидурална или спинална, аплицираме локален анестетик за нелагодноста да биде минимална. Потоа се поставува епидуралниот катетер меѓу пршленските тела, тоа е вообичаено помеѓу третиот и четвртиот лумбален пршлен, значи во долниот дел од грбот, и се аплицира анестетикот потоа. Како знаете кога е вистинскиот момент да се Тоа е веројатно некој осет што се добива со тек на време, но секако тоа се слепи техники по кои што ние следиме одредени маркери. Значи, епидуралниот простор е простор со негативен притисок и всушност кога го поминуваме тој лигамент кој што ние пред епидуралниот простор, ние го осеќаме и тој негативен притисок исто така го осеќаме со шприцот со кој што ја водиме иглата за да стигнеме до него. Додека спиналниот простор се до моментот додека не добиеме цереброспинален ликвор, односно течност да не тече од иглата, не сме на правилното место. А што ако се закасни, да речеме, со анестезијата? Не може да се закасни. Не може да се закасни? Не може да се закасни, значи... Може да не фати? Може. И тогаш која е алтернативата? Може. Зависи во која ситуација се наоѓаме. Ако станува збор за породување спонтано, тогаш можеме и имаме епидурален катетер, можеме да направиме одредени манипулации на самиот епидурален катетер, да пробаме да го подобриме блокот и ултимативно ако немаме успешна анестезија, можеме да направиме втор обид за поставување на епидурален катетер. Значи, тоа е едната страна. Другата страна е кај пациентки кои што имаме потреба од хируршка анестезија, односно од изведување на царски рез, а не ни е соодветен блокот, иако тоа е исклучително ретко, можеме да дадеме некаков тип на интравенска седација, аналгезија или да дадеме општа анестезија. Па, доктор, јас мислам дека денес се научивме веќе. Многу ви благодарам на оваа едукација. За самиот крај би ве прашала кое е вашето незаборавно искуство, да речеме, момент од сите овие интервенции? Така, значи, акушерската анестезиологија е уникатна во тоа што се грижиме и за мајката и за бебето истовремено. И кога све добро ќе заврши, мајката за прв пат ќе си го види своето новороденче, ќе го прегрне и ќе го бакне, мислам дека тие моменти остануваат во сеќавање. И секогаш ново и ново... Да, не е еден момент, туку е колаж на сочување кој што стварно емотивно делуваат, мислам дека на сите во просторот кој што се носи. Одлично, многу ви благодарам и се надевам повторно ќе ни дојдете. Слободанка? Благодарам и јас, ви посакувам секое добро и се разбира и љубав ден. Благодарам.